По блокот реклами се враќаме повторно во студиото вечерва во Само вистина. Димитар Апасиев од Левица и Петар Арсовски. Рековме примали се шансите за утре да има некаков пресврт, евентуално да добиеме датум за преговори, меѓутоа она што останува сега како исто така непрашање кое што ќе се наметне, претпоставам деновиве во јавноста е на толку подигнати очекувања, на толку дадени оптимистички ветувања дека сепак и премиерот пред некој ден кажа дека верува до небо дека ќе добиеме датум, дека сепак она што им се ветуваше на граѓаните не се испорача. Очекувате дека би имало некаква одговорност, кој би понел одговорност според вас, Арсовски? Јас мислам дека притисокот за политичка одговорност ќе ескалира. Факт е дека голем дел од политичкиот капитал и Заев и Димитров кои ги спомнете, па и поголем дел од владата го вложија на овој, сега се покажува гамбит. Така што мислам дека тој притисок ќе се зголемува и мислам дека тој води до некаква проверка на курсот на државата, дали е тоа некаква експертска концентрациона влада, нови предвремени парламентарни избори. Но на оставки па не ги исклучувам, не е исклучувам. Јас ќе се присетам тука на една изјава на министерот Димитров, пуште во јуни, кога велеше дека не ќе знае како да се појави пред граѓаните доколку не се испорача тоа што и Европската унија не го вети, дека европерспективата во тој случај би била безидена. Па сакам да избегнам да зборувам во туѓо име, затоа велам дека притисокот сепак врз основа на она што беше кажано во јавноста. Притисокот од јавноста ќе биде голем за политичка одговорност секако и ќе има едно сериозно разочарување во европерспективите. Велам тоа води кон некаква проверка на курсот на државата, што е и честно во крајна линија. По неуспехот сега би требало да се прашаат граѓаните дали овој курс се уште го продолжуваат или сакаат промена на курсот. Очекувате ли дека притисокот од ВМРО да помине за предвремени избори би пораснал и како стојат на анкетите сега? Дали на нови избори, бидејќи Мицковски во неколку наврати кажа ќе победат со 100.000 гласови разлика, што велат последните сондажи? Ако имате некакви информации. Партиите секогаш во своите прогнози ги преувеличуваат своите шанси. И СДСМ и ВМРО ДПМН. Мислам дека не можам да прогнозирам што ќе се случи со партиските рейтинзи после ова. Сигурно нема да одат во полза на СДСМ, барем во прв рок. Но тоа што е најважно е дека знаете како во смисла на политички правец, ред ќе биде да се прашаат граѓаните дали сакаат да продолжиме да се обидуваме кон НАТО и кон него или сакаат да се откажат од тој курс. И тоа е чесен период. Така што мислам дека кон тоа ќе се движи. Дали таквата проверка може да се случи веднаш до крајот на оваа година, дали треба да се почека исходот на НАТО па наредната година. Сепак мислам дека е прашање на политичарите да седнат и да се договорат. А па вие што очекувате? Арсовски спомена дека очекува некаква политичка криза, дека сепак има притисок во јавноста нешто да се промени. Вие како гледате? Да. Мислам дека Заев го следи она лого, мото на Реган ли беше, кој беше она во политика мртов си, кога ќе кажеш дека си мртов. Заев не кажува се уште дека е мртов, да беше доблесен уште после референдумот ќе си даеше оставка. Така што не очекувам оставка од луѓе кои имаат ѓон наместо образ. И во поглед на анкетите, јас не верувам. Секаде во свет анкетите служат за да измерат мислење, кај нас служат за да креираат мислење, значи тие се фейк анкети зависно од тоа дали се про-ВМРО-вски или се про-СДСМ. Меѓутоа генерално до сега погодува кој би победил, кој би изгубил. Јас лично како сега ако му ја земам титулата аналитичар на Пеџа, мислам дека ако веќе треба да анализираме дека ни на ВМРО, ни на СДСМ не им одговараат брзи избори. Затоа што во тој случај губат и двете партии. Мислам дека колку и да блефира Мицковски и компанијата негова дека нив им одговараат избори во октомври, тие само памфлетистички велат дека сакаат уште од утре избори, затоа што во тој случај ќе немаат мнозинство. Повторно ќе бидат оценувани од албанските партии. Мислам дека нивното сценарио е да одат кон 61 пратеник. Апсолутно СДС ќе доживее пасокизација, не ни планирам дека ќе победува на избори, впрочем тие не ни победија на прошливи избори па формираа влада.
Значи, со цел да се амортизира уцената на албанските партии, мислам дека ВМРО ќе игра на трикот на Љупчо Георгиевски со Цилето Пурковски, ви текнува, две македонски партии да градат и сега они го немаат вториот играч и се уште го бараат. Да не биде левица. Па не знаеме, ќе видиме. Предизборни коалиции не правиме принципиално, за постизборни ќе видиме, но ние не учествуваме во влада, не би учествувале во влада која нема да го поништи Преспанскиот договор, а ВМРО сега за сега немаат такви најави. Владењето на СДСМ се покажува како колективно травматично уште од времето на транзицијата и сега со понижувањето на националната гордост на македонците. Значи Социјалдемократскиот сојуз на нашата земја се покажува како не државотворна, туку антидржавна партија. Ако треба да ги опишам во еден збор, најмногу ми доаѓа во една фраза, ми доаѓа по она: отидовме по волна, се вративме стрижени. Таква е нивната политика, големи напумпани очекувања, но не очекувам ништо друго од луѓе кој што човек со средна школа им го води пиарот, така што ти имат катастрофални резултати, ќе има пасокизација на СДСМ, дури меѓусебен распад, таму има неколку крила, Скопско, Струмичко и така. Така што и доаѓаме до најглавното, ако сакате, зошто не го демократизираат процесот големите партии. Според мене затоа што губат сите во тој случај од 3 до 5 пратеника, доколку беа демократи, нека направат една изборна единица и така да си ги мериме ретизите на самиот ден. Но тоа се чини невозможно за овие следни избори. Вербално и Заев и Мицковски го сагаат, но во суштина ни двајцата не го сагаат. Никој не сака да го дели колача, да, добро, тоа е факт. Она што сепак нели зборуваме, можна е политичка криза, можни се предвремени избори, не се знае кој би бил тајмингот, меѓутоа во однос на она што досега го сработи или не го сработи владата, кои ќе бидат што најмногу владата, оваа актуелна влада може да стравува во поглед на рейтингот. Дали тоа ќе биде недобивањето на датумот за преговори, дали тоа се реформите, дали тоа е борбата со корупцијата, договорот со Грција, со Бугарија, што според вас, Арсовски, ќе го нагризе рейтингот на владеачката партија? Мислам дека ќе биде комбинација од повеќе фактори, сите овие кои ги споменавте, но сепак сметам дека датумот ќе влие најмногу. Недостатокот на придвижување во владењето на правото, етнопската корупција, системската корупција, како сакате да речете, таа ќе биде значаен фактор, а помалку економските параметри според мене во оваа фаза. Преспанскиот договор го сметам за адакта и за тоа може да се расправаме до бескрај. Бидејќи очигледно дека нема да се согласиме, не верувам дека Преспанскиот договор ќе биде фактор во рейтинзите, бидејќи не гледам дека било која партија во моментот би се повлекла од него. Левица ќе се повлече, ви кажува, кога ќе станеме парламентарна партија, можеби. Кога ќе станеме некогаш членови на него. Може ќе зависи влада формирање, не знаеме какви ќе бидат изборите сега. Еве, вие во наместени анкети, што ви кажат за левица луѓе? Ке ми кажете ли вака доверливо? Што се однесува до изборниот модел, Македонија треба да има една изборна единица и отворени листи. Меѓутоа тоа за овие избори не мислам дека ќе успеат да се договорат. Тоа отворени листи. Како ќе испроведете тие отворени листи? Еве, кажете ми како, еве, јас сум... Ако се договорат, ќе мора да го спроведат, ако се договорат фикција. Во овој момент е фикција, да збориме за реалност. Реалност е една избор. Дека е пресложен модел. Не. Дека е пресложен модел, особено со постаро и урбан и рурално население не можете да го спроведете. Како го разбирате вие моделот на отворени листи? Ај вие кажете ми како, па ја да ви го побијам. Па не, вие велите дека е невозможно. Па невозможно е да се спроведе. Не е точно. Отворени изборни листи сега во овој момент, изборам кога ќе станеме понатаму позрела демократска. Отворени изборни листи по дефиниција се применуваат само кај пропорционални модели. Затворена изборна листа е оваа која се применува во моментот, а тоа е каде гласачите не можат да влијат. Ама инкомпатибилна со уставот, Петре. Значи затворена изборна листа, ако имаме регулар, тогаш треба самата партија... Не би ја разбирам тезата. Дали е некомпатибилна со уставот или не може да се спроведе? Која од овие две тези се? Еве сега ќе ви кажам, дозволете ми. Значи затворената листа која што ја кажеш дека е антидемократска, во суштина кај нас не е затворена поради слободниот, а не императивен мандат на пратениците. Еве ќе ти објаснам пластично преку пример.
да бевме баш така затворен концепт на пропорционален модел, за кој што јас се залагам како пропорционален модел, не за мнозински, бидејќи ако имаме мнозински, видете го твојот ли? Јас. Да. Значи, ако имаме мнозински модел, тогаш ќе има доминантна партија, видете ги градоначалниците како се со мнозинство. Цело црвено Македонија ако победи ВМРО, цело плаво ако победи СДС, тоа не одговара како концепт. Значи, јас сум за пропорционален. Тезата ми е дека во такви случаи, кој те става на функција има право да ти го земе мандатот. Тоа значи, хипотетично, не е граѓаните, партиите тоа ще стават. Во тој случај, овие 8 одметнати пратеници од ВМРО, ако бевме затворен модел како што го кажуваш, требаше ВМРО да има право да им го одземе мандатот. Не се разбираме со номенклатурата. Можеби користиме разна терминологија, но да, во уставот има 3 основи по кои што може да биде одземен мандат. Тоа зборам дека нашиот устав гарантира слободен мандат на пратениците. Тоа зашто Лјупчо Гергиевски во мемуарите пишува дека се купуваат пратеници? Зашто Груевски воведе меници? Значи не се глупи тие, знаат како да ги оценуваат. Ајде се вратам, чекој насет. Затворени листи се листи во пропорционален модел во кој гласачите не влијаат на редоследот по кој пратениците ќе влегуваат во собрание. Точно. Значи самата партија. Отворени листи, тоа нема врска со мандатот. И во затворени и во отворени листи мандатот доаѓа од гласовите. Од граѓаните, не од партија. Да, ама не можеш да го отповикаш, тоа ми зборот. Ние имаме по устав. Има процедура како се отповикува. Нема процедура кај нас. Не може граѓанин да му го врати мандатот на затоа што е посреден. Затоа што е посреден изборот. Граѓанинот гласа за партијата, партијата однапред дефинира кому ќе му припаднат мандатите. Точно, и после тој пратеник се шитка, така, и како ќе му го одземеш мандатот? Не можеш. Еве, Заев си ги купи 8-те, си ги уцени. Не можеме вака да збориме, мислам. Па тоа ти го зборам дека дозволи ми да завршам. Отворени листи, ти тврдиш дека не може да се спроведат. Отворени листи се листи каде гласачите со гласањето влијаат и на редоследот. И како ќе гласаат? Колку ливчиња ќе им дадеме ние на гласачи? Едно ливче со па како кажи ми го чинот на гласање со отворени листи. Што толку е за мојулете јавноста дека е најдемократското нешто. Како ќе го спроведе? Листа има и ти одиш со пенкалово и што заокружуваш на листава? Не знам, ја не можам тоа те прашам. Не, сега ти кажам, не можам да завршам ни една реченица ако продолжиш да ми упаѓаш. Ниту можам да ти го кажам, да ти кажам како ќе се гласа. Ајде кажи. Постојат хибридни системи во кои не мора целата листа да се подреди. Претпоставам дека твојата теза се однесува на тоа дека 120 пратеника кои би се случило со отворена листа и со една изборна единица е многу комплицирано за гласачите да ги подредат по сопствен редослед. Но постојат други модели, постојат преференцијални гласови така наречени. Секој граѓанин може да добие 2, 3, 5, 6 преференцијални гласа. Покрај гласањето за листа може да заокружи од тој список 2, 3, 4, 5, колку преференцијални гласови ќе добие, кои сака да се придвижат понапред. Потоа се собираат бројот на преференцијални гласови и вкупно се преподредува целата листа по редоследот какви преференцијални гласови добиле. Значи тоа не значи дека гласачите ќе мораат сите 120 пратеника да ги преподредуваат. Што би го направило тој систем, се согласувам, навистина невозможен. Но не е дека не постојат можност. Точно и ја не викам дека велиш дека е невозможно да се спроведат и мислам дека оваа дебата не е за да, се согласувам. На овие избори јас мислам дека нема да се невозможно да се спроведат. И мислам дека за овие следни избори како и да се одржат дека не верам дека ќе се договорат. Дека само да поентирам дека една изборна единица без цензус или со минимален цензус би била добитна комбинација за демократизација на општеството. Но тоа нема да го испорачаат. Не се согласувам. Мислам ако бираш што прво треба да се спроведе. Поважно е да се спроведат прво отворени листи. Одошна е изборна единица. Како бидејќи имаш репрезентативност на моделот, нашиот е нерепрезентативен, бидејќи се губат гласови под прагот од 8000 гласа за пратеник, помножено по 6 изборни единици. Помножено по 120 се губат многу повеќе. По една ќе се изгуби само еднаш за секоја партија. Но има и нешто што се нарекува ефикасност на владење. Мнозинските модели кои се уште постојат во државите тврдат дека ако се прасцепка моделот на пропорционален, ти имаш како Италија 80 влади во последните не знам колку години. Веројатно треба една сериозна дебата. Ако имаме стабилна влада, условно стабилна, што ќе имаме овие 30 години? Значи таа теза не е неодржлива. Ќе сме имале ладна. Исто така би можело да те прашаме што ќе има од помалите партии. Па немаме ние помали партии, фиктивни се тие. Левица е едина што знам дека е помала партија и опстојува сама. Кажи ми другите кои се. Значи кој? Лиле Поповска, Павле Трајанов, Љубе Бошковски, значи сите тие се пајтон со големите партии. Никој не игра сам како соло играч. Веројатно треба да се
се направи една посериозна дебата и таа предстои околу изборниот модел. Јас би сакала околу на информација што денеска ја пласираше платформата за борба против сиромаштијата, секој пети граѓанин е на прагот на сиромаштијата, како Македонија да излезе од оваа зона, да кажам, кон еден повисок стандард и така во делот на економијата, како подобри резултати да имаме? Јас признавам дека не сум економист и дека тука немам многу што попаметно да кажам, но се уште останувам на ставот дека странски директни инвестиции, реформа и предвидливост на економскиот модел. Зашто на крајот на денот секој граѓанин очекува секако подобар живот. И на правниот модел и дека побрз економски раст, кој мислам дека е невозможен ако останеме изолирани. Се не знам, повторно ќе ме наречете еу фундаменталист. Е единствениот пат како македонската економија побрзо да фати чекор со стандардите кои владеат во Западна Европа. Немам јас друго решение. Овој мал Шенген, Македонија, Србија, Албанија, тоа некаква замена за ЕУ ќе биде? Тој мал Шенген исто така е еден дел од идејата на Макрона, тоа е европроширувањето се одвива на неколку паралелни траки. Не сум сигурен дека тоа во интерес на Македонија во моментот, но може да стане неизбежно ако ни се заглават европерспективите на подолг рок. А Пасиев? Па кога го слушам Пеџа како зборува за економија, ми текнува на стих од Хладно пиво: имамо став, а немамо појма е работа. Странски директни инвестиции се рак рана на секој капиталистичко општество, бидејќи идат и си одат брзо за 24 сати, така што повторно е тоа неверба во сопствениот народ, во сопствените капацитети на народот. Приоритет за секоја една влада, бидејќи и СДСМ и ВМРО ДПМН спроведува неолибералистички политики, да објасним неолиберализам, значи брутална редукција на јавното, тоа е приватизација наместо јавни финанси и на крај зголемување на класните разлики. Джини индексот кој за чудо престанавме да го мериме бидејќи станува алармантен, кога се распаѓаше Југославија, ние бевме со Джини индексот на ниво на Шведска. Тоа значи дека просечната класна раслоеност била 4 пати. Најбогатиот во тоа време македонец во Југославија земал 4 пати повеќе од најсиромашниот. Сега тоа е вртоглаво поголемо, дури 12 пати повеќе и вртоглави се сумите. Секоја 1/4 од дечињата кај нас живеат во семејства кои и двајцата родители не им работат. Тоа се катастрофални неолибералистички политики и секоја левичарска влада која би дошла во иднина треба да спроведува политика на социјална правда, тоа значи особено антибанкарско законодавство, тоа значи зошто ние сме условно кажано ако не сме биле у ЕУ ќе биде изолирани, а сите европски банки се дојдени овдека да 300 милиони евра само од камати зимаат, 80% од вработените луѓе се должнички робови на банките, имаме значи тотално истицување на свежиот капитал од граѓаните. Значи прво треба едно антибанкарско законодавство, каде што и потоа треба прогресивен данок и тоа данок на капитални добивки, она што не сака Ангјушев лобито да го спроведе преку оваа Нина Групер, затоа и ги тргнаат Тевдовски овие кои беа за, значи има две лобија и таму и гледаме дека бизнес лобито секогаш преовладува, имено никогаш вие во историјата сте немале синдикалец за вице-премиер на пример, како што би му доликувал на секој социјалдемократски лидер. Зошто тој го зима Ангјушев кој е бизнисмен? Значи бизнисот, олигархијата во Македонија си ги спонзорираат партиите, двете најголеми партии без никаков проблем, со цел да им цути бизнес. Нас не треба економски раст, Пасиев, веројатно не треба многу инвестиции. Редистрибутивна даночна реформа со која што ќе земеме од богатите и ќе им дадеме на сиромашните. По можност и национализација. По можност и национализација, особено во сфери на државно богатство, рудно богатство, особено и во образование, каде што имате на пример Хрватска нема приватни правни факултети, зашто ние би го имале на Мерково овакво, каде што имаме штанцање дипломи. Колку правни факултети имаме ние, знаеш ли? Не, појма. Па не знам ние, над 20 имаме може. Значи, па да, до некаде и национализација, особено во стратешки сектори. Приватната иницијатива треба да се замени со редистрибуција? Апсолутно не. Приватната иницијатива треба да се остави во оние сектори во кои државата ќе оцени дека е поволна, а не во сите. Тоа значи не можеш ти вода да приватизираш, како што ги викнаа овие да. Значи во устав треба да влезе дека водното богатство, државното шумско богатство, пасишта, руди и слично не смее да се отгрижува.
зборуваш само за тоа, зборуваш за редистрибуција. Не зборувам за левичарска идеологија во политика. Зборуваш за редистрибуција на ти капитал. зборуваш за Добро, тоа се ставовите на левица и јас би сакала на крајот од емисијата со едно прашање за двајцата, што очекувате да направат ако не добиеме датум за избори, во уште едно така да завршиме емисијата, премиерот Заев, а што лидерот на опозицијата Мицковски, кои се нивните следни чекори? Има една тајна знамка за Мицковски овде, а тоа е дека неговиот најдобар наратив за подобри резултати на изборите е напад на евроатлантските перспективи на Македонија, па и на Преспанскиот договор. А тоа е, според мене, знамка за ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа ги носи во една повторно во еден клинч со меѓународната заедница, кои се уште веруваат во таа перспектива. Така што јас верувам дека Мицковски ќе треба да најде некаков, ќе биде под притисок да најде некаков соодветен наратив за зголемен притисок за предвремени парламентарни избори, што очекувам да биде неговата стратегија. Да, јас исто така мислам дека притисокот ќе биде голем кон Заев и мислам дека на крајот ќе мора да се седне на маса, дека и Заев ќе ја прифати таа иницијатива. Доколку нема датум и дека тоа ќе се одвива во некакво, односно најдобро е да се одвива во некакво договорено сценарио помеѓу поголемите партии. Очекувате избори напролет во тој случај? Па на крајот не е важно дали ќе бидат напролет, дали ќе бидат октомври, треба да бидат некако така да овие процеси кои се тргнати не се загрозат, а сепак да се овозможи повторна проверка, легитимација или делегитимација на курсот во кој сега се движи, на геостратегијата на државата во моментот. А па сега што очекувате вие? Какви следни потези ќе повлечат Заев и Мицковски сега, ако доколку дефинитивно утре се потврди дека нема датум, иако една мала надеж сепак е оставена за утре? Непредвидливи си двајцата. За мене СДСМ и ДПМН се како змијата или магаретот. Таму немате избор практично. Така што мислам дека вон институционално повторно ќе се договорат како племенски старешини. Ама немојте, тоа беше кампања на ЛДП своевремено, да не ја земете, па змија или магаре, кампањата на ЛДП, да. Да не ве обвинат за плагиат. Не верувам во алтернатива на СДСМ, а верувам во нови партии, нови ликови на сцената кои што се не испрлјани и верувам дека на следни избори кога и да се со каков и модел да се левица ќе стане парламентарна партија и доволно е да влезат еден или двајца од нашите за да потоа повлечат и други пратеници со начинот на кој што ние ќе воведеме комплетно нови начини на парламентарно делување. А очекувате ли како левица со овој изборен модел дека ќе освоите претеници на... Овој изборен модел е погубен за малите партии, тој е така скроен намерно, но и во такви услови очекувам дека левица ќе стане парламентарна партија. Ако добиете добра понуда за коалиција со СДСМ или ВМРО, не предизборно не, но постизборно ќе видиме. Добро, сепак значи и на тоа се размислува. Ви благодарам Петар Арсовски и Димитар Афасиевич во Само вистина. Почитувани, ви благодарам што не следевте, имајте убава вечер.